Една работа, единствена добра работа од цела оваа енергетска криза што се случи изминативе веќе 2 години е тоа што почна да се збори за енергетика. Развој на држава со нормална економија нема доколку нема енергетика соодветно развиена, и ние со неинвестирање во енергетиката во изминатите 30 години дојде денот кога тоа неинвестирање го плативме. Државата субвенционираше 2021, почна 22, сигурно ќе има и 23, и ние пожарот го угасивме. Успешно, очигледно се справуваме со енергетската криза. Ценовните шокови пред се за домаќинствата се избегнати. Тамо каде што може за мали потрошувачи има цена пониска од таа што би била на пазарот, и дополнително има одредени структури на потрошувачи во прехранбена индустрија, јавно-комунални предпријатија, образовни институции, мислам дека си болници, кои што добиваат цена од ЕСМ, која што исто така е далеку од пазарната. Значи, како концепцијски, кога има проблем се помага. Но да видиме што се случува со енергетската сиромаштија пред кризата и како ние, како држава, сме го решавале тој проблем. Факт е дека помошта за енергетска сиромаштија е некаде околу 1000 денари на месечно ниво, и тоа е, мислам дека е 6 месеци во годината, па таа мерка е продолжена, но негде е во рамки на 1000 денари на месечно ниво, и тоа на домаќинства кои што добиваат социјална помош, или се не знам точната формулација како е согласно закон. И тоа е една премала категорија на граѓани кои што ја користат оваа помош од државата, и при тоа таа помош ја добиваат директно на нивните сметки, и предпоставуваме дека ќе се потроши за енергетска сиромаштија, ама во реалноста многу ретко се користи за енергетска сиромаштија. Значи, ние како концепт треба, постоечкиот треба да направиме нов концепт и нов систем. Прво треба да разграничиме дека ефтина цена на електрична енергија како што сме имале не секогаш е решение, бидејќи со ефтина цена се чува социјален мир одреден период, и при тоа таа ефтина цена ја користат реално и домаќинства кои што немаат никаков проблем да се ги покријат своите трошоци за електрична енергија. Значи, точно треба да се детектира на кого треба да му се помогне. Очигледно е дека оваа помош сега што се дава е за премал број на домаќинства. И според мене, тоа и го споделуваме и на разни настани, во медиуми, ние концептот на помош треба да го промениме. Треба да дојдеме, а мора да дојдеме до тоа, да имаме податоци за приход по глава во едно домаќинство. Колку е тој приход помал, колку помошта треба да биде поголема. Како ќе растат приходите на едно домаќинство и помошта што ќе добива од државата ќе биде, ќе се намалува. На тој начин ќе го оставиме енергетскиот сектор да се развива нормално, без непотребно политизирање, да има цени кои што реално ги отсликуваат оправданите трошоци на компаниите, не некои забегани како што има во јавни комунални предпријатија водоводни, туку нормални цени кои што реално ги отсликуваат нормалните трошоци за работењето. Компаниите ќе си работат нормално, особено МЕПСО и ЕСМ, но помош ќе добијат тие што вистински им треба. Факт е дека ние увидовме дека со предвоведувањето на блоковите, кои што, ако разговараме од аспект на пазар, не е пазарна мерка. Таа е мерка која што казнува, но е воведена
во ситуација кога имаме екстремно висока потрошувачка по домаќинство, а електрична енергија немаме, се повеќе, да речеме, и таа што ја произведуваме со увозни компоненти. Порано не сме увезувале јаглен, сега увезуваме и електрична енергија во одредени периоди, увезуваме тецне готино ни работи на мазут. Значи, сето тоа си има соодветно влијание врз цената на електричната енергија. И мора цената на електричната енергија да биде реална и да се таргетираат точно тие домаќинства, без разлика дали примал социјална помош, дали бил пензионер, по приходи, по глава во секое домаќинство, така може да се определи. Тие податоци мислам дека ќе представува проблем да се обезбедат, но сигурен сум дека може да се обезбедат. Попис направивме пред една година, тие податоци од аспект на приходи треба да се проверат и со УЈП и дополнително ќе треба тие податоци кои што ќе се добијат од УЈП да се вкрстат со енергетските податоци, бидејќи ќе има многу случаеви броилото на едно домаќинство да се води на сосема друго име, а тамо да живеат други, но со еден сериозен пристап за собирање на податоци и правење на елементарно база на податоци да се направи, за да може да се креираат вистински политики кои што ќе даваат вистински резултати. Така да час поскоро треба да размислуваме концептот на справување со проблемот со енергетска сиромаштија, да го издигнеме на повисоко ниво и да започнеме како држава конечно да го решаваме. Тука се збореше и за многу детни семејства. Предпоставувам, ние немаме уште анализа направено, имаат направено представниците тука што презентираат, да, најверојатно има и поголема потрошувачка, но тие многу детни семејства со концептот на приход по глава во едно домаќинство, апсолутно ќе се добијат вистинска помош која што им следи и ја заслужуваат, со цел да го, помеѓу другото, да го релаксираме и електроенергетскиот сектор и да го оставиме да си функционира пазарно, да може да има нови инвестиции, не секогаш инвестициите да бидат поврзани со буџетски дотации. Значи, нема логика компанија дали е во приватна собственост или во државна собственост, е компанија, таа треба да работи со профити, за да може да генерира и понатамошен развој. Ви благодарам.